Добро, во државата се уште има училишта кои што се со лоши услови, со печки на дрва, со тоалети руинирани или кои што се надвор, со клупи кои што не се обновени. Ги имате ли лоцирано колку такви училишта има во државата? Благодарам за прашањето. Навистина е трагично што државата 30 години едноставно не посветила внимание на системски пристап во анализа каде е потребна инвестиција и уште колку треба да се доинвестира за да имаме еден современ систем. За прв пат собираме микроподатоци, значи се прави анализа на детална анализа на инфраструктурата во училиштата. Па еве да речеме како за почеток можам да споделам некои од податоците дека 74 училишта имаат нереновирани санитарни јазли повеќе од 15 години. 82 училишта санитарните јазли им се реновирани помеѓу 5 и 10 години од денес и 141 училишта има реновирани јазли во последните 5 години. Ово кажува дека во последните 5 години интензивно се инвестира во училиштата, во санитарните јазли и во одредена инфраструктура, но има сепак училишта во кои што долго време не е инвестирано. Но досега немаше слика кои се тие училишта и каде се. Затоа сметаме дека на ова е почетокот на тоа како треба да се инвестира понатаму за да стигнеме до посакуваната цел, а тоа е модерна инфраструктура или соодветна инфраструктура. Сепак сме ние земја во развој, треба да се ги премириме нели и тие очекувања. Но значајно е дека за прв пат интензивно работиме на инструкција кон училиштата за одржување на инфраструктурата. Затоа што увидено е во многу извештаи дека не е толку спорно инвестирањето, ако тоа се прави плански и етапно, и еве тоа го правиме, колку што одржувањето треба да биде соодветно, со соодветни средства. Има правилник за тоа, сега се прават дописи постојано до училиштата дека тоа треба да се почитува за да може тие да траат подолго и да изгледаат соодветно, затоа што некои од овие што се 5 години, пред 5 години реновирани, може да видите дека има веќе оштетувања кои што се значителни само заради несоодветниот систем на одржување. Каков е планот со овие училишта? Прилично се на број, каде се најчесто, дали се тоа во рурални средини и што се планира со нив? Ќе се реновираат ли? Со кои средства ќе се реновираат? Каква е стратегијата? Дел од нив се веќе во процесот на реконструкција и инвестирање од страна на Министерството, затоа што само што дојдов како министерка, објавивме повик, исто како во Труд, така и овде по истиот принцип, да општините аплицираат со проектна документација за да добијат финансиски средства од буџетот на Министерството или од буџетот на Република Северна Македонија, за да може да инвестираат. Дали тоа ќе биде енергетска ефикасност, дали тоалети, дали опремата во училиштата, зависно на кого што му е потребно. И тоа тековно се одвива и се распишува тендери, дел од училиштата, од овие училишта веќе се во процесот на, да кажеме, инвестиции. Но мора да истакнам дека низ собранието помина програмата со Светска банка во која што имаме 21 милион, нешто повеќе 21 милион евра, од кои 15 милиони директно се за инвестиции во инфраструктурата и опремувањето на училиштата. За прв пат оваа влада зема таков, да речеме, силен замав во инвестирањето во основното образование, за да може базата или она што е основа во образованието да биде соодветно, да се постават условите, да се имплементира новата концепција и да за некои 6 години од денеска кажеме дека нашето основно образование е модерно, соодветно и ги постигнува стандардите за да после тоа очекуваме и подобри резултати, а денеска резултатите по сите меѓународни и домашни тестирања е дека навистина сме далеку под меѓународен просек, а да кажеме и подоле од регионот. Целата програма е 5 години, но јас велам за 6 години да имаме имплементирана концепција и да имаме реконструирани училишта соодветни. Но ние интензивно работиме веќе 1 година на нивно и реконструирање и влегување во процес на инфраструктура и доработка, но секако треба да зборуваме и за можеби во одредени општини и за стилување на инфраструктурата, што значи не само реновирање, туку и доградба на дополнителни училници или изградба на нови училишта заради тоа што се појавува како потреба, а тоа зависи од демографските движења во дадени општини. Сега има реакции во контекст на тоа. Владата зема кредити или дел од училиштата се прават со донации или со помош од странски амбасади, од странски меѓународни организации, а од друга страна владата редовно си набавува службени возила,
некои луксузни работи кои што споредено вака со училиштата, например, даваат лош контраст. Зошто владата не инвестира во училиштата, туку истите тие средства можеби и безпотребно се трошат на службени возила. Еве веќе трета година се набавуваат или на лизинг или се набавуваат возила. Она кое што можам да го кажам за Министерството за образование и наука, а претходно бев министерка во труд, возила не сме набавиле и немаме ни во план да набавуваме возила. Зголемен е буџетот за инфраструктура или за капитални инвестиции на МОН во оваа година за 1 милиарда. И тоа укажува ние имаме вкупен буџет за инвестирање 1 милиарда. Ова укажува дека нашата визија е инвестирање во училиштата директно. Ако видовте и блок дотациите и во време на криза, тоа беше октомври, ноември, декември 2020 година, имавме зголемување од 2%. Иако тие немаат трошоци во даден момент за грејење и така натаму, но сметавме дека тие финансиски средства треба да одат во блок дотација, за да може да се доопрема, да може да купат IT опрема, да може преку времените часови на наставниците да ги платат и во време на пандемија. Значи, на вистина морам да истакнам дека оваа влада и тоа како и премиерот и министерот за финансии имаат чувство за потреба од инвестиција во образование и тоа го правиме на дневно ниво. Инвестициите треба да бидат проследени и со меките програми, а тоа се нови концепти, нови учебници, нови наставни програми, за да паралелно се осовременуваме. И затоа велам, основното образование за 5 до 6 години може да биде соодветно современо и да ги фати светските трендови, само ако во континуитет и по план, вака, со детални податоци, се инвестира, но исто така и се обучува наставниот кадар. Говориме за буџетот оваа година или говориме од кога е дојдена на власт оваа влада? Јас можам да зборувам за мојот мандат. Немам можност да коментирам ништо претходно, но секако и претходната влада предводена од премиерот Зоран Заев имаше одлични министри за образование кои што донесоа стратешки документи, законски решенија кои што се основа за се ова што се случува денеска. Едноставно се смени курсот откако е оваа влада на власт. Претходно сите знаеме дека образованието беше само еден систем, еден организам кој што се користеше за деснопартиски цели. Од 2017 година наваму се носат стратешки документи, закони, денеска концепции, инвестиции за да се осовремени образованието и да се ослободи. Колку објекти, колку училишта се реновирани од кога е дојдена оваа влада од владата, од Министерството за образование, не од странски проекти? Има ли таков податок? Не знам за кои странски проекти зборувате. Тоа е можеби нешто на општинско ниво, на иначе главно во програмата, така главно во програмата на владата за инвестиции во училиштата секоја година таа транспарентно се објавува и се ставени по десетина училишта кои што се реновираат и се инвестира во истите. Оваа година тоа е направено преку ПОВИК, што значи дека на подготвена документација е објавена програма и таа програма доследно треба да се реализира ако сите тие тендерски постапки се останато се спроведе како што треба без да имаме одредени пропаѓања, но секако и тоа е предвидено во планот за јавни набавки да доколку имаме пропаѓање да се реобјави се со цел да стигнеме до поквалитетни училишта. Добро, ова е можеби и поврзано во делот што сега се најавува дигитализацијата. Кој е планот? Има многу критики околу проблемите со интернетот, некои деца имаат компјутери, некои немаат услови. Како е планот во однос на училиштата? Сите училишта нели не се исти? Да, не се училиштата сите исти. деца немаат допир до можеби интернет има, но немаат компјутери. Да, не се сите училишта исти, тоа е фактичка состојба и тоа и денеска е така. И не сите деца имаат исти пристап, тоа е фактичка состојба и денес, но ние со ова законско решение сакаме да го изедначиме пристапот и шансите за развој на секој ученик, затоа што дигитализацијата не е дали нашата држава ќе избере да ја прави или не, тоа е дел од глобализацијата и нашите ученици мора да се изложат на дигитални вештини и истите да ги научат и совладат за да може да бидат конкурентни понатаму и да може да останат во нашата држава, да придонесуваат и за раст и за развој. Затоа што ако ние денеска мислиме дека ако заостанеме 20 години од другите држави, дека може за наредните 20 да очекуваме значителен
раст, апсолутно тоа не е вистина, затоа што нема на што да ги базирате очекувањата. Вашиот човечки потенцијал едноставно не перформира и не очекувате дека ќе перформира. И тоа го покажува индексот за човеков капитал кој што го направи пред неколку години Светска банка. Само 56% се очекува да биде продуктивноста на оние кои што денеска се ги спремаме да бидат продуктивни за наредните 15 до 20 години. Така тоа треба да не загрижи, затоа сметам дека оваа дигитализација апсолутно нема да направи раслојување, посебно што јас не би дозволила такво нешто. Мојот бекграунд е социјален и сметам дека ова законско решение и тоа како дава можност да ги пресретнеме потребите на секој ученик. Велим има можност за инклузивни учебници, аудио верзија и браево писмо. Имаме можност за учебници кои што се печатени, за ученици кои што едноставно нема можност дома да однесе дигитален или па избира да има печатен учебник, ама тоа е ученици и родители кои што на почетокот ќе изберат печатен учебник. После тоа кога ќе ги видат постигнувањата со дигиталните учебници, самите ќе се вратат на употреба на дигитално, но сега го даваме право на избор и можноста да за прв пат во закон е гарантирано обврска за училиштата да обезбедат дигитални уреди за учениците кои што ги немаат или што доаѓаат од социјални семејства. Затоа што денеска, ако доаѓате од социјално семејство, имате учебник, но немате лаптоп, немате таблет и никој нема обврска да ви го обезбеди. За разлика од тоа што некои ученици имаат и учебник, и таблет, и лаптоп, и интернет. Како се еднакви? Не се еднакви. Затоа што некој имаат само учебник и не може да истражува понатаму, а другите ги имаат сите можности. Ние велиме сега обезбедуваме еднаква можност за истражување и изложување на дигитални алатки и дигитални уреди и на оние ученици кои што немале досега пристап за истото и секако обврската е во закон да училиштата, со тоа и нели буџетот на нашата држава ги финансира локалните самоуправи, да преку нив се спуштат финансиски средства и токму на тие што нема да им се овозможи овој пристап за да го фатат едноставно чекорот во современото живење. Да, и реакцијата на народниот правобранител беше во тој контекст дека класните разлики ќе се намалат на овој начин, нема да се зголемат. Затоа што ќе им се даде пристап до нешто што е современо и ново, а до вчера го немале. И ниеден закон не гарантирал дека ќе го имаат. Овој закон гарантира дека ќе го имаат. Затоа е многу значајно да се каже дека наредната година дигитализацијата на учебници се случува само за 4-то одделение. Се останато останува по старите програми, затоа што и така сукцесивно воведуваме новата концепција и тие етапно ќе се воведуваат да ги видиме резултатите од 4-то одделение, дали учениците повеќе ќе научат, дали ако се изложени на мултимедијални содржини повеќе ќе запомнат, ќе знаат да размислуваат и да поврзуваат, затоа што досега резултатите од меѓународните тестирања, последното пробно тестирање за ПИЛС покажува трагедија. После 20 години ние имаме само 1 поен плюс кај нашите ученици. Значи ова е на некој начин пробен тест преку учениците од 4-то одделение. Да, прво одделение ќе си добијат принтани по нова програма, нови современи учебници, додека 4-то одделение ќе добијат исто така нови современи согласно новите програми, значи поврзани помеѓу себе, интегрирани и ќе бидат поставени на дигитални уреди да видиме каков ќе биде фидбекот од страна на учениците. Со оглед на ситуацијата со пандемијата, рано е уште или веќе се планира како ќе се одвива наставата? Дали по истиот тер како до сега или ќе одат децата во училиште? Оваа година видовме дека како држава одбравме одличен хибриден модел и се покажа дека во континуитет имаше настава, сите, четвртото тромесечие завршува и дека успешно ќе завршиме учебната година, а го заштитивме јавното здраве, немаше интерно ширење на болеста во ниту едно училиште. Значи, дека протоколите се почитуваат. Имаме сега тековна вакцинација на одредени групи наставници, таа ќе продолжи понатаму. Откако ќе завршиме и матурата и таа ако безбедно се спроведе по сите протоколи и така натаму, ќе одлучуваме заедно со Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство, кој е најдобриот модел што треба да го избереме за септември месец, за да и родителите и наставниците бидат на време информирани за истото. Ви благодарам. Благодарам.